Што следува во продолжение почитување наши е линковското вклучување од нашата колешка Ирена Спировска, од мојата именјачка. Еве ја гледам веќе надвор на отворено на линковско вклучување, има малку ветрче и сонце. Ирена, добро утро. Ке зборувате за Звездена симфонија, ке го најавите концертот на Битолскиот камерен оркестар. Повели да слушнеме за што станува збор. Поздрав до тебе, Ирина, поздрав до сите гледачи на Добро утро. Секое утро, како што најави, во продолжение зборуваме за Стар симфонија, односно Звездена симфонија. Утрово сум заедно со Владимир Димовски, диригентот и главниот иницијатор Битолскиот камерен оркестар да прерасне во еден популарен оркестар кој што ниже награди, успеси и настапи во изминативе 10 децении насекаде во земјава, но и на Балканот, и со Наде Талевска, која исто така ќе настапи на сцената утре вечер со почеток по 20 часот во арената Борис Трајковски. Ќе биде ова еден неверојатен музички спектакл на кој што ќе учествуваат преку 100 учесници и на кој што ќе имаме можност да уживаме во светски хитови од 80-тите и 90-тите од MTV, кои што ќе бидат надополнети и со извонредниот перформанс на германскиот DJ Шилер. Пред се добро утро за вас двајцата и ви благодарам што само на еден ден пред настанот одвоивте време да ги информираме нашите гледачи за овој музички спектакл што ќе се случува утре. Пред се, Владимир, би сакала да кажеме збор два за Битолскиот камерен оркестар, кој што датира многу одамна, но благодарение пред се на вашата иницијатива и вашите заложби, секако во соработка со најблиските соработници, од таа 2013 година успеавте Битолскиот камерен оркестар да прирасне во национална институција која што на вистина е еден оркестар кој што ниже успеси, ја добивте и златната бубамара на популарноста и имате преку 300 настапи сигурно за овие изминати 10 години. Да, така имаме преку 300 настани за овие 12 години. Како што кажавте, неодамно пред 2 години станавме национална установа и тоа е името НУ камерен оркестар на Битола. Меѓутоа со Битолскиот оркестар ние ги свириме, така условно кажано, популарните проекти. А националната установа е таа што треба да ги свири класичните концерти. И така со Битолскиот е дека што најавивте, утре вечер не очекува еден голем спектакл со премногу учесници, хор, балет, околу 15 на пејачи и оркестар голем и така. Како течат подготовките? Пете, како што може да забележите, како што се наближува времето, се помалку спиење и така. Се трудиме. Напорно, така да каже. Јас како негов адвокат се шегувам. Навистина ќе биде голем спектакл. Тоа е нешто што сите го очекуваме со душа. Мислам дека и публиката, а и ние изведувачите, особено затоа што нели ќе настапуваме со оној што го нарекуваат таткото на електронската музика, Шилер, ќе биде исто со нас на сцена, така да подготовките се течат нели активно, би рекла, така да се гледаме утре вечер и ветуваме на огромно уживање. Очигледно дека еуфоријата се чувствува не само кај публиката, туку и кај сите вас, што значи дека на утрешниот музички спектакл подеднакво ќе уживаат и присутната публика во арената Борис Трајковски, но и сите вие што ќе бидете на сцена. Какви се тие моменти и доживувања за вас, кога сте дел од еден ваков мега настан? Ете, лично моја гледна точка, јас за тоа живеам. За аплаузот, за доживувањата на сцена се неповторливи секогаш. Нади, ти си навикната на сцената, на аплаузите на голема публика, меѓутоа ваков тип на настан, предпоставам дека буди посебни емоции. Има некое неописливо чувство кога настапуваме, особено заедно со камерниот оркестар. Дали е изборот на програмата или самото на што сме, како да кажам, совршено синхронизирани, да речам. Да, имаме големи грешки на сцена, ја особено знам да утнам текстови излично, но публиката не го забележуваме. Публиката не го забележува тоа, повеќе реагираат на емоцијата што се случува на сцена, а бога ми како што во повеќе наврати имам
изјавено, искоментирано, создаваме магија на сцена. Тоа можам дефинитивно да го кажам со сигурност, затоа што не само што нескромно, не само што ние уживаме на сцената, туку и фидбекот од оние што се спроти нас е навистина благодарен, да кажам. Може би нескромно, дофрли Владимир, но вистинито. А што ме вистинито, тогаш не може да кажеме дека е нескромно. Таа магија, Наде, што ја спомна и што сите вие ќе ја креирате утре вечер, е магија што публиката кај нас и како уме да ја препознае. И доказ за тоа е што за овој настан секогаш се бара билет повеќе. Еве, вчера или од денес дојде информацијата дека отворате уште 2 трибини за посетители, токму поради тој голем интерес. Па видите, бидејќи различен е начинот, мислам, на овој концерт, пристапот, ние се трудевме да го наполниме партерот со стоење, за да, нели, музиката е таква за играње, нели, за шурка. И отворивме и некои трибини за седење, меѓутоа се надеваме дека по известно време самите луѓе ќе дојдат во партерот и ќе играат. Уште На тоа дека се работи за 4 часовна забава, мислам дека нема да издржат на седишта, како и да е. И сега уште една специфика на овој концерт и на овој настан е што ќе собере публика буквално од сите генерации, затоа што изборот на музиката опфаќа неколку декади. Да, Владимир секогаш се погрижува за тоа нашиот репертоар, всушност, нели, концертите да се разноврсни, особено овој пат ќе има буквално за од најмладо до најстаро, еден од најуспешните проекти 80-тите и 90-тите, MTV неголемите хитови, ќе заблеска, мислам дека во ново руво, да кажам. Заедно со Шилер после тоа ќе биде едно големо, како што реков, неколку пати доживување, упорно се повторува, меѓутоа адреналинот и кај мене веќе удира. Токму тој сакаме да го пренесеме на гледачите, за да не испуштат можности и да знаат дека навистина ќе биде одлично. Владимир, може ли да спомнеме кои се ќе настапи на сцената, освен оркестарот, секако и танчерите кои што ќе бидат присутни тука за комплетен? Потрудам се да кажам сите, да не пропуштам, се надам дека нема се налутат. Наде помага, јако некој. Наде Талевска, Андријана Јаневска, Викторија Лоба, Јана Бручевска, Лара Иванова, Горан Умовски, Драган Микаровски, Огнен Димовски, Кристина Жечкова од Бугарија, гостинката, Јасна Димитровска. Добро, а нека не ни замери некого ако испуштивме, во секој случај. Ана Петановска, бројка од преку 100 учесници кои што ќе ја одбележат оваа прекрасна вечер, а оние што се заинтересирани секако може да ги побараат информациите на платформите каде што постојано со денови пред самиот настан стават информации и публиката може да дознае што се ќе се случува. Наде, што ќе отпешти? Па не знам дали треба да откријам. Имам Оно што е за мене големо задоволство е дека ќе откријам 3 композиции со Шилер. И една многу, како да кажам, една од моите омилени во MTV Hits. Не знам да ги откријам или да оставиме публиката. I Wanna Dance With Somebody од Whitney Houston. Ја пеам во првиот дел од концертот. Once Upon a Time, Let Me Love You и како беше? На германски е, да. Нема да те мачиме вака рано на утро. Ein schöner Tag е третата која што ја изведувам со Шилер. Одлично, како ете мотив и инспирација за гледачите, тоа ќе биде само дел од таа убава музичка програма. Владимир, каде може да се најдат билети за оние што можеби не купија досега, но еве можеби утринава ќе се решат да дојдат утре во Борис Трајковски и да уживаат во Стар Симфони? Билети на нашата платформа Your Next Event Info и таму се останат уште малце и така нека побрзат. Имате ли денеска проба? Да, денес пробата ни е во Макаца и се надеваме на успешна проба. Нади, имаш ли ти некои посебни ритуали, ако си ти многу често на сцена, дали нешто ете така ти е како задолжителна активност пред настап во живо? Не ми можела да се сетам на нешто што го правам како ритуал.
Не, само добра енергија, убава мисла. Да, ако имам вака, нели, утрински снимање и слично. Инаку шминката ставаме за концертот, маестро. Јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, ќе ви посакам и овој предпоследен ден, еден ден пред концертот, да ви помине во опуштена атмосфера, а утре да уживате и ќе упатам една голема благодарност во име на сите нас кои што сме публика и кои што ќе можеме да го консумираме ова уживање, 4-то издание на Стар Симфони. Фала ви. Фала многу што дојдовте ова утро. Имајте убав ден и се гледаме утре вечер. Се гледаме утре вечер во арената Борис Трајковски со почеток во 20 часор. Стар Симфони со над 100 учесници и со најголемите MTV хитови од 80-тите и 90-тите и популарниот германски DJ Шилер, настан што дефинитивно не треба да го пропуштите, затоа што утре Скопје ќе изгледа на светска метропола и овој музички спектакл ќе влезе во нашиот музички календар како еден од најатрактивните концерти и најатрактивни музички настани во нашава земја. Еве со оваа информација се одјавуваме, посакувајќи на сите наши гледачи убав остаток од овој денешен ден, понеделник. Одлично, благодарам Ирена. Еве јас се придружувам на она што го кажа ти. Ви посакуваме убав ден.